Јас сум Жаклина, тренер за личен раст и развој. Јесте на каналот Ти можеш и добре дојдовте во уште едно ново видео. Инспирација за денешното видео ми е еден разговор во кој со една моја пријателка дојдовме до заклучок дека многу често во животот, додека разговараме за нашите предизвици и проблеми, велиме јас знам како да си го олеснам животот, знам како да си ги решам проблемите, знам како да си го подобрам квалитетот на секојдневието, меѓутоа остануваме во истата состојба и не применуваме ништо. Фразата јас знам ја кажуваме секојдневно, длабоко веруваме во неа и се обидуваме да ги убедиме и другите дека знаеме. И навистина може би знаеме, меѓутоа проблемот е во тоа што додека знаеме не преземаме ништо. Сметаме дека тоа што знаеме нешто за одреден период е доволно. Понекогаш тоа е и така, затоа што не се чувствуваме подготвени да преземеме повеќе, но тоа не значи дека треба да дозволиме да помине долг период и тоа нашето јас знам да не држи во место. За ова можам да зборувам и од сопствено искуство, затоа што во еден период во мојот живот, кога моите сили беа потрошени, кога се соочував со најразлични предизвици, и јас во разговорите со еден-двајца мои пријатели, кои го поминаа тој период со мене, зашто сум им многу благодарна, исто така повторував, јас знам, ама не преземав ништо конкретно, затоа што додека мислев и се убедував дека знам, јас не знаев. Или барем не знаев како да го направам тоа што го знам и останував во една иста состојба и не можев ништо да направам. Тоа е една реченица која што го предизвика мојот интерес и да се обидеме денес да ја искористиме како реченица која што ќе ни инспирира и мотивира да одиме понатаму и да го примениме тоа што го знаеме. Например, ние сите знаеме дека не треба да се храниме нездраво, дека не треба да користиме големо количество алкохол, дека цигарите се штетни по нашето здравје, меѓутоа ги правиме сите тие работи. А многу други работи кои што знаеме дека ќе ни помогнат, ќе ни олеснат, ќе ни го разубават животот, не ги правиме. Јас знам е многу различно од јас го правам тоа што го знам. Во моментот кога ќе донесеме одлука да го применуваме тоа што го знаеме, тогаш јас знам ќе стане нешто што ќе влијае врз нашиот живот, што ќе промени нешто и нема веќе да представува кочница, туку ќе ни помогне да одиме постојано напред. Ако нешто не знаеме, тогаш е време да си го признаеме тоа и да си дадеме можност да научиме. Да читаме книги, да слушаме видеа, да разговараме со одредени стручни лица, тренери, психолози, терапевти, да се консултираме со некои кои што го поминале истото тоа, независно нели за што се работи, но се извлекле и успеале да го победат, без да се плашиме дека поради тоа што ќе побараме помош и ќе признаеме дека не можеме нешто или не знаеме да го примениме тоа што го знаеме, дека сме слаби, безпомошни, затоа што тоа е човечки, затоа што сите во одредени периоди поминуваме низ такви состојби. Јас знам дека не е лесно да се признае дека не можеме сами, дека ни треба помош, постојано ќе ни се вртат мисли во главата што ќе мислат другите за нас, па што ќе мислиме ние за самите себе, но доаѓа време кога заради себе, заради состојбата во која се наоѓаме и заради своите најблиски, да преземеме некој чекор и тоа што го знаеме и викаме дека знаеме, треба да го примениме практично, односно да го замениме со јас правам. Тоа се однесува на се она што сме прочитале, што сме научиле, што сме дознале, дали низ животот, дали знаења кои што сме ги стекнале, читајќи, гледајќи видеа, учејќи, треба практично да го примениме тоа што го знаеме. Затоа што се додека постојано се убедуваме дека јас знам, а животот не ми се менува, квалитетот на животот не ми се менува, тоа на крајот на криштата значи дека јас не знам. Секое долго влекување овозможува
нови искуства кои што нема да ни бидат пријатни, овозможува да си предизвикуваме нови проблеми, стануваме долго во состојби кои што не ни се допаѓаат, ни прават одредени штети и можеби потоа и последици од кои нема да можеме да се извлечеме толку лесно или за кои ќе ни треба многу повеќе време. Еве една вежба која што можеме да ја примениме. Можеме на еден бел лист, на 2 страни да поделиме и да напишеме: јас знам како да го почнам денот, знам како да се смирам, знам како да се опуштам, знам како да размислувам позитивно, знам како да не критикувам, да не осудувам, знам како да се ставам себе си на прво место, знам како крајот на денот да го завршам со убава мисла, со афирмација и со медитација, или што и да изберете, и од другата страна, што се од тоа што го знам, го применувам. Тогаш, кога во оваа табела знам, ќе ни биде соодветно на сето тоа што го правам или применувам, тоа значи дека ние сме на добар пат. А кога од другата страна ќе ни останат многу празни места, тогаш нашето знам нема големо значење, односно е исто како да не знаеме, затоа што не го применуваме. Па за почеток, од тие празни места да се инспирираме за да ги пополниме, а потоа едно по едно да пробаме да го применуваме во текот на денот. Се разбира дека сето тоа треба да го направиме со многу разбирање за себе, со многу љубов и вера дека може да успееме и полека се она што знаеме да примениме. Можеме ли исто да го чуваме на видно место и секој ден да се радуваме на нашите успеси, а се разбира, ако некои работи и не ги успееме веднаш, да си дадеме време и да не се откажуваме. Кога нашата табела од едната страна, каде што пишува јас знам и јас применувам или правам, ќе биде изедначена, односно се што знаеме ќе применуваме и правиме, иако некогаш помалку, некогаш повеќе, тогаш навистина нашето јас знам ќе има некое значење. Се до тогаш јас знам, а не правам ништо, јас знам, а не преземам ништо, бидејќи имам еден куп оправдувања, не ни служи многу во животот. Ете, сакав да го споделам со вас ова размислување, затоа што многу често во животот и сум го кажувала, и сум го слушала од другите, и приватно, и професионално на моите работилници, во работата еден на еден со луѓето, и сметав дека можеби некому ќе може да му послужи. Ви благодарам за поддршката на моите видеа, на мојата страница на Facebook со ист наслов Ти можеш. Ви посакувам